Тоа е тој надпис византиски од 538 година. Од таа ктитурка. Значи тој е најден за време на Првата светска војна баш до таа црквица е таа што е и однесен во археолошкиот музеј во Софија и сега се чува таму. Археолошкиот музеј во Софија. Ама негде кметот се исплаши, тогаш би исплаши. Ама тие се таму плашливи. Каде што има тука. Аха. Виж како е? Таму има голем културен дом. И селото е вошто големо село. Еве кметството, виж кметство. Голема зграда кметство. Тоа е големо село, еве и тука на почетку имам јас како изгледало старото време. Каде тоа? Виж тука како било селото старото време. А како е сега? Виж какви згради има. Има згради како во градче, како градче. Од пред 44 година, како си дојде чичо ми Ванчо, од Ѓумурџина, бил војник во Ѓумурџина, таму во Егејска Македонија, на морето, Ѓумурџина. И тогаш сладки работи немаше, тој им беше донел едно канче со мармалад. Јас го помнам, него не го помнам тоа, значи садче со мармаладот. Тоа го помнам. Тие двете работи помнам од пред ова. Селскиот војвода Томе Сармаџиов. Значи тој бил селски војвода од таа Михаиловистичката, автономистичката ВМРО. Кога дошле комунистите 44 година го ставиле во затвор, го држале може 20 години во затвор. Томе Сармаџиов. Тој е Васил Белјов. Тој е чичо ми Ванчо. Тој на 22 години убиен. Тој е прв браточет на него, Иван Грамбелов, исто така стрелан заедно со него. Ова е Крум Аџи Радонов, еден командир тамо на партизаните на таа зона, во војна зона, во Пиринска Македонија, тој бил главен. Крум Аџи Радонов бил учител во моето село и бил учител на мајка ми во основно образование, кога учела во училиште. Ова е Васил Белјов, што го обесија во селото, баш една година пред да се случи тоа. Селско тако. Таа е таа книжка. Тоа има овај тврд поес, има и обичен поес. А може да така, видиш што имам направено еден речник на старата македонска литература. Многу се користи таа книга. Речник на старата македонска литература. Откако јас направив таков речник, бугарите дојдо еден Божидар Рајков и една Борјана Христова дојдо тука и јас им дав, тоа беше 1989 година и дадов. Викам, еве една книга и тие ништо не изустија, ништо се збунија. И кога отидоа во Бугарија, веднаш се активираа, за 3 години издадоа тие нешто слично, староболгарска литература, енциклопедичен речник. Веднаш на издадоа тие и сето тоа да го направат дека е бугарско. Јас имам направено тука сега еден проект имав, словенски ракописи од Македонија во странски ракописни збирки. Некаде 820-830 ракописи, барем еден голем дел, скоро половината се пергаментни, кои што припаѓале на македонски цркви и манастири, а сега се чуваат во странство, во странски ракописни збирки.
Требаше 2016 да излезе таа книга, уште се мотка така нешто. Би требало сега наредните месеци да отпечатиме таа книга, дека е многу важна. Да не има и грамотата тука, или не? Има таа грамота што е Татко му што го завешто е јас, македонскиот цар. Не, тоа не сум дал тоа, ама тоа е една грамота со која се дават едни села. Дали Требиште се вика. Требиште и Джепиште, завештаем села, манастиру Хилендарско. Тоа е тоа. Тоа еве, тука и на Пресуде владичице наше Богородице вместо рекоми Хилендари. Еве го. Во време весото благочестиво Христо љубиво Ивана Кастриот, кој пипирга светаго Георгија. Да. Значи тоа тие сум ги дал тука јас. Еве што направил Свети Климент Охридски црковна поезија. Тоа сум го, значи сум собрал сите дела на Свети Климент, преписи од тие дела и тука сум ги во оригинал сум ги издал. Свети Климент Охридски црковна поезија. Па еве, јас бидејќи сум роден за време на Втората светска војна во Пиринска Македонија, во село Елешница, Разлошко, и сум растел по Втората светска војна, кога се случува некои настани поврзани со Македонија, со македонското прашање. Сведок сум на некои настани кои таму се случуваа. Така, например, јас кога бев во прво деление, тоа беше на сила културната автономија во Пиринска Македонија. Ние таму учиме македонски јазик, македонска национална историја. Имаме учител по македонски јазик кој се викаше Живко Велевски од Ресен. Човекот беше прифатен од населението, така како свој човек, како македонец. И имаме литература на македонски јазик, списанија детски на македонски јазик, имаш читална, значи читавме македонски книги. Меѓутоа, оваа културна автономија на територијата на Пиринска Македонија имаше, например, македонска книжарница во Горна Џумеја, денес Благоевград. Имаше македонски народен театар во Горна Џумеја. Овој весникот Пиринско дело имаше статии и на бугарски јазик и на македонски јазик. Се третира македонски проблеми од историјата, од јазикот и така натаму. Меѓутоа, таа културна автономија траеше многу кратко. 1948 година дојде тоа информбирото, се расипа односите меѓу Бугарија и Југославија. И сите тие учители, сите културни работници, артисти што беа, сето тоа, значи, беше протерано од Пиринскиот дел на Македонија и настана веќе сосема други ситуации во кај нас тамо Пиринска Македонија. Додека беше жив Георги Димитров до 1949 година, некако одеа работа. Меѓутоа, по неговата смрт, почна политиката да се менува во Бугарија. 1956 година дојде овај априлскиот пленум на Бугарска комунистичка партија, значи на Централниот комитет на Бугарска комунистичка партија, кога комплетно се промени политиката на Бугарија кон Македонија и македонците. И во Пиринска Македонија, кон Република Македонија, воопшто комплетно настана целосна промена. И тогаш јас бев ученик во Разлог, во градчето Разлог во Пиринска Македонија, и почна да доаѓаат од Софија
пропагандатори, некои луѓе кои што не собира учениците во една голема сала, кај што имаше, кај што се даваше ова киносала беше фактички тоа. И тие зборува дека еве комунистичка партија Ѓорги Димитров направиле грешка, нема македонци, македонци се бугари и така натаму. И ние се организираме и додека тие зборува може ли нешто да праша и ние спротивно на овие на нивните така погледи на македонското прашање дека еве ние сме македонци, што сме ние тука, нели така таму. Почнаме да пишуваме по зидовите пароли македонско име нема да загине или пишуваме на медни така хартии и ги ставахме во читалната во Разлог, имаше библиотека, имаше читална и ние меѓу списанијата ги ставахме овие нели ливчиња со некоја таква содржина. А меѓутоа ние тогаш беме деца, 16-17 годишни, непредпазливи, нели агентите, полицијата веднаш не идентификува кои сме ние. И не апсеа. Јас, например, за време на час дојде еден агент, тој се беше некаде дали од Долна или Горна Драглишта. Неговата сестра учеше во нашата паралелка во гимназијата. Дојде за време на час, ме зема од час и не однесува во подрумите на милицијата во Разлог. 10 дена не држаа во подрумите на ова милиција. Ноќно време не испрашуваа, не малтретираа, потоа не пуштија и сите не исклучија од гимназијата во Разлог. Со право, еден кој ни беше како така, како да кажем, како раководител некој, беше поголем од нас, Ѓорги Голомехов се викаше, од село Јакуруда, сега е град Јакуруда. Него го исклучија без право да може веќе да продолжи да учи во некоја гимназија, додека некој од другиве и мене не исклучија со право да продолжиме да учиме, меѓутоа во гимназија која што се наоѓа надвор од Пиринска Македонија. Некој им намалија ова поведението, нели таква некоја казна. И јас од тоа беше пролетта на 1957 година. И јас отидов да учам во град Велинград. Во Велинград, таму имаше гимназија, тоа не беше поблизу, нели селски семејства, посиромашни, нема средства да одиме подалеку, отидов во Велинград. Таму учев, завршив 3-та година гимназија и летото од есента пак се вратив во Разлошката гимназија и таму пак ја продолжиме, формираме нова група, бидејќи политиката негаторска на бугарската држава и власт продолжи. Иначе ние продолжиме со некоја дејност, значи да си ги заштитиме правото да бидеме македонци, нели, какви што сме во суштина. И тоа беше, значи, 57-ма, помина цела година 58-ма и имаме некој, во групата имаше од Симитли двајца, еден Мирчо Драганчев, еден Иван Духарски, имаше од Драглишта, некој од моето село од Елешница, повеќе така членови имаше таа група и пак правиме такви, нели, некоја дејност. Дори замислуваме да се поврзаме со Република Македонија, па со емиграцијата македонска во Канада, во Торонто, во Америка, што беше малку, нели, детска некоја наша замисла. И на 1 септември 1958 година пак не во Апсија, не држаа во Разлог во милицијата, потоа не префрлија нас двајцата со Борис Прегјов, значи од моето село, кој роднина, 2 години постар од мене, не однесува во Благоевград, во специјално истражно одделение на Благоевградската милиција. И таму
ми стеравме, значи од 1 септември до 12 декември 1958 година, 12 декември ни беше судењето. Значи не држаа во многу лоши услови. Посами во келија, преку денот од 6 до 10 вечерта немаш право да седиш. А ноќта, наместо да спиеме, тие не викаат на сослушување. Па не малтретираат, па те фати за костата, удира главата во зидот, нели, малтретиране. И јас, например, додека бев таму во таа келија, се случи еднаш, многу ме болеше главата. Значи, не можев да стојам. И јас седнав, а преку денот од 6 до 10 немаш право да седиш. И отвори овој милиционерот, отвори врата и вели: "Зошто седиш? Сега не смее да седи." Велам: "Ме боли глава, не можем да стојам." Дури легнав. Тој зема, отвори келијата и овој душек што беше некој сламеник со слама го извади надвор. Јас лежам на бетонот. Фрли една кофа вода. И јас продолжив да се лежам во водата. Веќе многу ме болеше, никош така не ме болело глава. И за среќа овој смената му помина, дојде нов милиционер од мајка роден и вика: "Што лежиш ти во таа вода, така и така, ме боли главата." Ми најде некоја апче, ме префрли во друга келија и за неколку часа ми помина главоболката. Значи, таму поминавме до 12 декември. На 12 декември беше судењето во Разлог, се одржа тоа. И овој Борис, како полнолетен, Борис Прегил, го судија 10 години затвор, а мене како неполнолетен, меѓутоа како некој иницијатор за формирање на групата како раководител, иако неполнолетен, ме осудија на 5 години затвор. Не однесува првен во Софија, во централниот затвор, и не ставија во едно одделение кое што е за осудени на смрт. Нокно време некој го носат да го стрелаат, најверојатно. Тој вика таму, знаеш, живот е тоа, се такова, значи косите така ни се исправа. Ние беме 18 годишни, деца беме уште. И од таму не префрлија во Пазарџик. Затворот во Пазарџик беше исклучиво за политички затвореници. Значи таму бевме во тој затвор во Пазарџик и не однесува, по едно време не однесува во едно село Огњаново, кај што има каменолом. И требаше по 10 кубици камења да искршиш и со една вагонетка да отераш до едни вагони, се пушта на една каменолом таму и се фрлаат тие камења, ама јас бев многу се уште слаб, не 18 годишен, кај можам 10 колички такви да направам и решив да не работам. И велам: "Ме боли тука, не можам да работам." И тие ме ставија до една карпа и вела: "Тука ќе седиш." Значи, помина денот, целиот ден, дојде вечерта посред ноќ требаше да се замине таа смена, да дојде друга смена. Меѓутоа, другата смена не доаѓа и овие, бидејќи тие беа повозрастни, нели, луѓе со поголемо искуство, велат: "Или ќе дојде Ѓорги со нас, или не си одиме, додека не дојде другата смена." И така ме спасија. Ако си отиде таа смена, а нема друга, ќе те утепат, ќе речат: "Сакаше да побегне, па е готово." И потоа ме вратија во кај што беше кај што имаше некои згради за спиење, и со еден джип ме зема и ме однесува во затворот во Пазарџик. Ме ставија 14 дена во карцер. Карцерот е
значи во подрумите на затворот, метар на метар, одолу има едно како поставка од штици и овие постарите затвореници ми рекоа дека таму е многу студено, ќе ти стават во карцер да си земеш една појака горна облека. Јас си земав горна облека, тоа беше некаде март, април, пролета. И јас си земав една по-јака облека, меѓутоа милиционерот ми ја зема облеката. Јас бех само по мајца, студено долу во тој подрум. 14 дена, значи, бев таму во тој карцер. Не знам, неколку дена не сум спиел и кога сум заспал, се разбудив со главата во водата. По тоа долго време имав некој синузит, тука се лекував од синузит, значи ми се создаде здравствен проблем. Значи, по овие 14 дена во карцерот ме однесува во Самица. Горе имаше едно одделение, во Пазарджик, во затворот имаше едно одделение кое што беше само за луѓе кои што ги држат во Самица. Значи, седиш во Самица, тоа е многу тешка казна. Седнеш во Самица, меѓу тие цидови, не ти дават ништо да читаш, значи седиш така и е многу тешко. И еден час не пуштаа надвор, има едно каре се вика во дворот, така за да се движиме, ќе излезе еден од првата келија, па по малку ќе излезе друг. И таму кога вртиме сме на растојание едно од 5, 6, 7 метра, ако направиш еден знак нешто, да прозбориш, веднаш пак во карцер, пак 14 дена. Тука имаше така многу така интересни личности, имаше некои генерали, еден генерал Кирил Станчев, кој непосредно по Втората светска војна бил министер за одбрана на Бугарија. Имаше еден генерал Богданов кој што бил како генерал за време на Втората светска војна и бил во Македонија. Македонската држава по Втората светска војна го барала тој генерал Богданов да го суди како воен злосторник. Значи тој беше во затворот. Имаше еден Ефти Марсов, мислам се викаше, тој беше како прв човек на ЗЕМС, значи Земјоделски младежки сојуз, од оние опозициони на Никола Петков. Тој не издржа, се обеси во таа Самица. Значи, тука поминав едно 6 месеци, а инако другото време сум бил во тие одделенија кај што се собрани по 15, 20, некои пати по 30 луѓе. Се спие на бетон, има некој сламеник, одолу е бетон. И се наредени сламеник до сламеник и тука, например, 15-20 души спијат. Зимно време има тамо парно, зимно време не пуштаат парно. А се случило некој пат, кажува овие по-возрастните затвореници, се случило летно време во јули, во август да им пуштат парно. Вика некој по-возрастни можеше вика да умрат од таа топлина, нели, јули, август во најголемата жестина ти пуштат парно. Јас осуден на 5 години, меѓутоа бев 2 години и 3 месеца во затвор, бидејќи татко ми фатил адвокат, нели, и за да добиам некој помилување и ми смалиле 2 години, значи од 5 години на 3 години. И таму што сум работел, тоа има нешто компензација, нели? И за 2 години и 3 месеца излезов од затворот. Татко ми одел на тоа што, бидејќи неговиот брат, неговиот единствен помал брат, Иван Попатанасов, бил партизан и е стрелан на 22 годишна возраст. Малку и по таа линија, нели, некако успеал да адвокатот да издействува, нели, да се казната затворска малку смали.
И сега, кога излегов од затворот, веднаш ме зема во една, се вели, трудова повинност. 2 години. Тоа е нешто како војска, меѓутоа не ти дават пушка, или туку само се работи. Имаме, например, правиме патишта, водоводи, мостови, такви работи. И таму бев 2 години. 2 години И по завршувањето на таа трудова повинност, демек работиш, се трудиш поради некоја вина, иако бевме потполно невини. По завршувањето на ова трудова повинност, како човек кој што демек е непријател на бугарската држава, ние немавме право да студираме. И јас за време на служење во таа трудова повинност се запознав со момчиња кои што завршиле ова семинарија, значи богословија, средно богословско училиште. Не знаев дека има такво училиште, средно богословство, не знаев дека има духовна академија, демек богословски факултет во Софија, и решив да пробам или да се запишам на таа духовна академија. Овој еден мој пријател Никола Којов од Банско, кој што сега е свештеник во Софија и ден сме добри пријатели. Тој ми беше како учител првен како се однесувам во црква, бидејќи таму ние не бевме влегувале во црква. Како кога ќе отидеме кај владиката да барам благослов од владиката, нели? И отидовме кај нашиот таму архиереј дедо Пимен на Неврокопската епархија на Благоевградска, Пиринска Македонија фактички. Отидовме кај него и му реков да јас сум од попско колено, нели, и сакам да се запишам во Духовната академија, таму да учам. Оти тој треба да ми даде, нели, благослов, специјално едно одобрение. И така се запишав на Духовната академија. Тоа беше 1963 година. Меѓутоа, уште првата година имавме еден инцидент поради кој сака да не избркаат од академијата. Имаше еден Богомир Босев, кој што е распопен свештеник, кој што раководи некој си клуб на атеистот. И ќе држи некое предавање, има ли Бог? И ние имаме тамо предмет апологетика, како да го браниме христијанството. И еден асистент Александар Величков, а професор беше Борис Маринов, не подготвија, ќе одиме тамо сега еден на една страна, друг на друга страна и ќе му поставуваме прашање на тој Богомир Босев. И кога одржа предавањето, вели има ли некој нешто да каже, да праша. Еден вика така, друг така, од тука тамо, и тој се збуни. И вика, има ли тука милиција? Има ли тука милиција? И меѓутоа тој отишол да се жали имаше како министерство ли беше тоа, или некој комитет за вероисповеданијата, беше еден Кјочуков тамо главен, и не набележале ние кои сме биле по затвор, некои такви луѓе да со барање да бидеме избркани од Духовната академија. И дојде такво едно решение, може би бехме тамо цела Духовна академија 45 души, од 45 души 15 души бараа да не избркат од академијата. Имаме еден професор Бојан Пиперов, предаваш староеврејски Стар Завет, неговиот брат беше сливенски митрополит Никодим. Тој беше многу така стабилен човек, отишол кај тој Кјочуков и му рекол, извинете, вие ако сакате таа академија да затворите, дајте ќе ја затвориме. Ама вие да барате од 45 души, 15 и тоа најдобрите студенти, ние да ги избркаме од академијата, тоа нема да се случи. И тој не спаси. Тој не спаси овој Бојан Пиперов. И јас завршив Духовната академија 1967 година. Ја завршив Духовната академија
И првен се вработив во Благоевград кај дедо Пимен, во митрополијата. Имаше таму соборна црква, соборна црква Света Богородица во Благоевград. Таму работев како благајник, како сметководител. 67 година и тогаш јас се пишував една книга Македонија и македонците во Библијата. Иначе, уште за време на студирањето почна таа книга да ја пишував и тогаш ја завршував. И често седев во вечерно време во просториите на, имаше како едно складиште таму во таа зграда и таму пишував книгата. Меѓутоа се случи еднаш јас таму работам, а некој тропа на вратата. Поминал некој свештеник, еден отец Валентин Ноцков, потоа го испратија во Чикаго за бугарски свештеник. Видел таму нешто свети и некој човек има таму, викал е сомнително некој да не краде таму нешто и отишол, викнал двајца милиционери да видат што е тука тропат на вратата. Јас веднаш го скрив тој материјалот и се покажав и кога виде дека сум јас сум тука, нели, одговорниот за тие складишта, така да се ворет нема проблеми. Оваа книга ја напишав и ја оставив таму кај моите најдобри пријатели, 20 години таму седеше. После 1990 година ја пренесоме тука, јас се преведов на македонски и ја објавивме книгата тука, нели, доста неколку изданија претрпе, многу се читаше во меѓу нашите сонародници во странство, посебно во Австралија, во Канада, нели, ја сака таа книга и така.